Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe. Како е процесот да направиш музика за мене? Прво се запознаваме, правиме некоја основна комуникација, го добиваш тој систем на прашања за кој што не треба да сме еден до друг, тоа ти стига по имейл. Какви се отприлика тие прашања? Психолошки, во смисол да си отвараш душава на некој начин и си отвараш својата длабочина кои си ти работи кои што ти го промениле животот или кои што многу те повредиле и Значи имаме прашалник, тој прашалник го добиваш од мене. Врз самата база на одговорите, значи ги читам, добивам една слика за каков карактер сум, каков тип сум, човекот, за проблемите и за се. Потоа имам еден систем со вештачка интелигенција кој што врз база на тие одговори, буквално одговорите им ги претвара во нешто што личи на филмско сценарио. И дава и фреквенции кои што би биле полезни за тој човек. И потоа во студио ми требаат вибрации од твоето тело во форма на ом. Добро. Вибрира целото тело. Ми требаат неколку воздишки, онака ми треба. Сите елементи ги користам за да создадам едно парче музика. Ова парче музика, целта е да кога ќе го слушнеш, се вратиш на својот корен, се вратиш во самиот себе и ја почувствуваш личната вибрација која што ти е основна и во која што се чувствуваш коренот го чувствуваш. Значи се чувствуваш grounded, приземјен. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Денеска ќе зборуваме за музиката, но не за музиката како уметност, туку музиката како една симбиоза помеѓу неа и медицината. Значи сетилата како едноставно организмот реагира на музиката, не доведува во ситуации да се сеќаваме на некои спомени, на некои драги личности, на емоциите, како тоа влие на човековото тело. Денешен мој гостин е мој колега, драг пријател, човек кој што заврши медицина, а во исто време понатака животот го однесе во ни други уметнички води, значи е композитор и уметник, кој што претежно и нашата јавност и така го познава, но мене ми е пред се колега и доктор на медицински науки и мислам дека ќе имаме една многу интересна емисија каде што ќе покажеме баш таа симбиоза помеѓу како музиката може да влие на човековото здравје. Мој денешен гостин е доктор Дуке Бојаджиев. Така да, Дуке, добро дојде во мојот подкаст. Добро те најдов, многу ми е драго пошто те пратам на социјални мрежи, сега и вака да се видиме во другата страна на камерата. Да, малку ќе биде интересно, бидејќи долги години сме пријатели, едноставно нашата јавност дефинитивно те знае како најмногу преку музиката и преку твојот компонирањето музика пред се. Али ние овде ќе зборуваме за нешто сосема друго и мислам дека немам посоодветен гостин за тоа дефинитивно, но пред да почнеме со прашањата кои што едноставно ги спремавме како тоа по сликовито на нашите гледачи да им представиме како музиката навистина може да влие. Сосема накратко, мислам дека гледачите не знаат дека ти заврши прво медицина, си доктор на медицински науки, понатака помена во еден друг правец, значи едноставно накратко да објасниш како тој твој пат те одведе и како заврши во медицината начално. Со музика започнав уште од најмалите години, бидејќи имав големо влијание од татко ми, Тодор Бојаджиев, исто доктор. Да, тоа беше идентична приказна имате на некој начин. Да, со тоа што јас во еден момент го свртив кормилото на кај музика како професија, а он на кај медицина како професија. Но немав некои планови за медицина кога бев дете. Си учев нормално школа, средно, биохемија, така да не планирав да бидам доктор, не планирав да бидам ни музичар. Затоа што ми беше музиката нешто природно, дома имав клавир, си свирав, си експериментирав, компонирам од 7, 8, 9 годишна возраст од дете, некако природен процес беше. Подоцна, кога дојдоа 90-тите, излезе нешто што беше приватизација на медицината и мене ми се виде како добра идеја, ја и татко ми да имаме приватна амбуланта, да работиме приватно и да си правиме и музика, така си имав некои детски визии и така се запишав на медицински факултет со огромни амбиции
И кога стигнав кај трета-четврта година на медицински факултет, времињава се сменија, дојде интернет, технологијата отиде напред и направив студио дома. И тоа студио ми го отвори мозокот на друго ниво, бидејќи влегов во продукција, аранжирање, оркестрација, не само во пишување музика и клавир. И во текот на тие медицински студии, полека од трета-четврта година па до кај шеста, почнав да тежнеам повеќе кон музика и кога дојав до шеста сватив дека нема резон да работам ништо друго освен музика. Но воедно ја открив спојката меѓу тие две, што никогаш не знаев дека постои, што е музикотерапија тогаш. Како музикотерапија знаев. И тоа ме фасцинираше уште од почеток, така да и кога тргнав на Беркли, таа спојка ми беше така некоја иницијација дека јас не сум студирал медицина случајно, дека можеби понатаму низ животот ќе можам сам таа да ги симбиоза спојам, симбиозата да ја спојам по музиката и медицината. да. Добро, кога начално свати дека музиката не е само уметност и дека таа има некако биолошко искуство, например? Па тогаш кога го открив концептот на музикотерапија, сватив повеќе технички, сватив дека има некаква спојка, но немав се уште искуство во територија на како музиката конкретно влијае. Може да влијае на здравјето. Потоа со тек на годините во Бостон, додека студирав на Беркли, работев со аутистични деца во една болница, каде волонтирав со таа цел баш да видам какво влијание сето тоа ќе направи. Бев фасциниран од резултатите, бидејќи имав музикотерапија, ми беше дел од часовите што ги зимав. Тоа ме однесе таму и тука ги добив првите сигнали и првите сваќања како тоа влијае, а понатаму со развојот на мојата концертна кариера и значи гледање како публика реагира, огромна публика реагира на музика, уште повеќе ја сватив таа моќ што музиката може да разбуди кај огромна маса на луѓе, да предизвика чувство на тага, на среќа, на Сите можни емоции што постојат да ги споиш со овако. Само со звук и со фреквенции, например, кои допираат длабоко во човекот. Добро, сега наредно што би сакал да прашам. Бидејќи дефинитивно потврдено и стручно дека музиката може да делува на во третманот на анксиозност, на стрес, на спиење и така натака, кога земано историски момент. Музиката постои од кога постои човек. Мало сега не постоело техно пред 300 години, која што по принцип е поагресивна музика и мислам дека историски музиката била многу, иако има класична музика што делува поагресивна или потешка, како да ја крстам, не сум баш експерт од таа област за да можам да зборам, али дали сметаш дека и анксиозноста со напредокот на музиката ги прави луѓето поанксиозни? И од друга страна, друг тип на музика дали може да помогне во третманот? Нормално со тек на времето е променето, музиката се менува низ историјата. Анксиозноста ми се чини дека во денешното време не е толку од музиката колку од начинот на живење. Значи многу интензивно се живее. Дали придонесува? Сигурно не е од музиката, али дали придонесува? Не, музиката може да помогне во ситуација. Мислам, начинот на живење е стресен, но со конзумирање на музика која, значи, луѓе затоа идат на медитација и на нешта каде што се изложени на музика која смирува, која координираат можда и со телесни вежби, но музиката дефинитивно може да помогне во целава ситуација, бидејќи во тој хаос на се што се случува околу нас, може да ни даде едно место на мир. Јас тука и би го спомнал, значи, проектот на кој што работам да резонан ателје, кој би било на македонски ателје на резонанца, така? Каде што сум фокусиран на персонализирана музика, затоа што верувам дека еден ефект е групно слушање на известна музика, но секој од нас е комплетно различен човек, различен систем и има различна перцепција, така да верувам во концептот дека персонализација на музиката исто така може многу потаргетирано да придонесе на мир и благосостојба. Во мојот концепт, значи, на работа за создадам парче на персонализирана музика, значи ми треба вибрација од човекот во форма на ом или на дишење,
Значи да имам некој сегмент од него, правам еден прашалник кој што има концепти од Јунг и психолошки, да речеме, но мене ми дава една форма на фактички целото искуство од филмската работа, бидејќи еве за да го спојам ова сето тоа во филмската работа, значи на композиторот работата е да ја прикаже внатрешната состојба на тие главни ликови што се во филмот, главната улога и неколкото околу него што се. Така да тука многу битна работа е психологија кога се работи филмска музика. Да бидеш присутен во сцената, но да бидеш одсутен во исто време, да не ја попречуваш ситуацијата, туку да бидеш само психички да го прикажеш внатрешниот ментален склоп на таа личност. Значи тоа го да тука ќе те прекинам да речеме конкретно дека ќе се вратиме после и на твоја за персонализираната музика, бидејќи го спомна филмот. Тој е пак еден тип, значи ти треба да го видиш филмот и треба да направиш музика. Некојаш да ја прочиташ скриптата ако не е снимана, али генерално најубаво да го видиш. И преку музиката што ќе ја направиш во филмот како и да е, ти треба да створиш кај мене емоција. Дали таа биде позитивна, дали биде негативна, дали ја треба да бидам да се осетам мирено, дали се осеќам агресивно. Значи, како изгледа тоа? Како ти ќе успееш да речеме на некој начин тоа да го воспоставиш? Тука е процесот, прво, значи ми треба сценариото ако не е веќе снимен филмот. Некогаш се случува да е веќе снимен, некогаш не е снимен. Така. Значи треба да ја прочитам приказната, действието, што се случува и да ги проучам главните ликови, главните носечките карактери во филмот. Да навлезам во нивната психологија, нивната свест, па потоа во действието на филмот и зависно од сцената и како се чувствува главниот карактер, музиката често велат дека ја представува дава трета димензија, односно длабочината на филмот ја прави. Реално е така. А во исто време треба да е ненаметлива. Значи, ако музиката искочи понадвор од приказната во филмот, губи смисол. Значи, таа треба да биде подсвеста, да речеме, да биде секогаш позади. Така да јас, работејќи на филм повеќе од 20 години и работејќи со режисерите исто која работи, што е како некоја психијатрска конверзација во смисол го дисекцираме главниот карактер и тие околните карактери, за да дојдеме до конкретно да добијаме еден темплейт преку кој ќе ја работа музиката. Истото е, значи тоа се филмски најчесто измислени значи карактери и приказни. Истото може да се примени во нас луѓето. Така да со мојов систем кој што го значи со години полека го развивам овој концепт од филмска музика и сега го пренесувам во персонализирана музика, каде што еве да речеме ти си Не, ама ајде да речеме и конкретно на филмот што тука би завршил. Бидејќи ти си композитор, чим си композитор, ти треба да ги знаеш сите инструменти. И то повеќето инструменти. Треба да го знам оркестар. Постојат ли одредени инструменти кои што даваат звук, да речеме, кои што кај мене ќе предизвикаат одреден инструмент прави еден тип на емоција, друг инструмент прави друг тип на емоција, или сите заедно ако се во комбинација прават заедничка емоција? Нема баш такви правила. Или то ти како го чувствуваш едноставно? Да, затоа што може некој инструмент, може секој инструмент да се употреби да даде повеќе или помалку емоција. Може секој инструмент горе-доле значи да се стави во ранг значи во неговата каде што звучи најтопло и најемотивно, бидејќи они имаат нели од до ранг на тонови што може да ги произведат. Така да ја можам да користам било кој од тие инструменти ако го ставам во неговиот идеален обсек е вистинскиот збор, да би во идеалниот обсек, каде што најемотивните тонови ги вади, може тоа да се извади со било кој инструмент, ако нормално имаш добар изведувач на инструментот и го ставиш во вистинска, прво му дадеш убава мелодија и ја ставиш во вистинскиот обсек кај што инструментот доаѓа највеќе до израз. Значи секој инструмент си има еден обсек кај што му е пикот на ефектот. Дали е тоа дувачки, виолина, било кој инструмент. А дали сметаш дека ако тоа, пример, од искуство ти го правиш таа музика и сметаш дека создава емоција, например, не знам, емотивно, треба да плачеш. Да. Дали тоа може кај мене другче да влие? Кај тебе да има едно влијание, кај мене да има друго влијание? Да, обично е
Или ти како композитор ја правиш тоа општа, правиш да едноставно ке сите да предизвика идентично. Па Или не може? Ако е филм, конкретно треба да е значи идентично, да мислам, ако сакаш да прикажеш нешто, некоја тага, треба кај секого да биде тоа Да предизвика јасно тага. дека е чувство на тага, дека Да, не може ке тебе теба ке мене среќа да. да, сега кај некого зависи од самата перцептивност и перцепција на човекот, кај некои луѓе на пример можат слободно да заплачат на тажна. Некои луѓе едноставно се повоздржани, може да се тажни, ама да не го манифестираат тоа низ плачење, да го манифестираат тоа по, како да кажам, повоздржано. Но дека ќе допре до секого, ја на пример тоа на мои концерти често пати сум го приметнал дека се одеднаш на некоја, ако имаме една композиција за татко ми, што масовно гледаш дека иде до луѓе, сите плачат. 90%, значи едноставно солзите им течат, едноставно. Некои повеќе, некои помалку, ама сите се во таа состојба на свеста. Сега, значи, тоа е глобален ефект. Сега ти можеш тука, например, онаја што сакам да го работаме потаргетирано, затоа што некоја музика која што е наменски напишана за некого, Да, некого има сосема друга. има сосема друго влијание и самиот факт дека е таа напишана за тебе, база на твојата, значи што сакам ја, уствари го пренесувам целото ова филмско искуство, го пренесувам во реалниот живот, затоа што сите ние носиме филмска приказна во себе. Нема човек на планетава на кој што животот му е едноставен. Значи, Да, секој има своја планина. секоја планина своја тежина, така како што викаат. Така да мислам дека ако му ја погодиш на секој фреквенцијата и мелодијата која што произлегува од неговата филмска приказна, односно го третираш секој човек како филмска приказна во случајов, музиката која ќе биде напишана врз база на таа приказна, споена со тој след од прашања кои што пак ја покажуваат неговата внатрешна емотивна свест, може да се направи парче музика кое што е персонализирано и кое што е, да речеме, музика на неговиот живот, на неговиот филм, на неговото битисување на... Значи, ова, уствари, големата слика на, ке се спомне за ова, кој си млад, уствари, ти тоа општо, ја стално кажам, годините имаат Дефинитивно. Имаат своја, кој што викаат србите за нели пача пихтија си, вика имаше графит у Белград, вика пихту иде с годинама. Значи како старееш, доаѓаш до вако, така да веројатно и музиката која се спрема, да речеме, еве и таа персонализирана музика што ја кажуваш, е да ти дојде некаков мир да ти донесе. Не правиш ти музиката да ме направиш агресивен. Апсолутно. Значи пак се стреми кон некаков натрешен мир да постигне. Бидејќи зашто би постоела таа музика? Ако ти ми направиш музика која што мене треба да ме направи агресивен, тогаш нема идеја. Нема логика. Значи, поентата на персонализирана музика, тоа го приметувам, например, се и во медицината го има, персонализирана фармација. Да, терапија све има, значи, така. А зашо е тоа? Затоа што ние сега растевме наше време кај што зимаш 5 милиграми од тоа, ти го препишуваат и тоа е тоа. Но секој од нас е различен, како што кажувам, ова и ментално, така и физички. Така да тоа што ќе ми го направат мене 5 милиграми, може тебе да не ти влијаат уопште, а мене да ми се премногу. Така да ова е истото, значи и со музиката, може парче музика тебе да ти предизвика многу силна емоција, а мене исто да ми предизвика, да речем исто, ако е тага, да ти предизвика голема тага, а мене да ми предизвика, да речем, тажна музика, ама да не ме допре толку многу. Значи, така да во тој концепт персонализирана музика е, вака го размислам од два аспекти. Значи, тука имам цел систем, значи, развиен, кај што значи, персонализираната музика има и музички дел, кој што е инспирација, значи има и моментот што го користам, интуитивниот момент што го користам во филмска музика, да напишам парче музика, но преку тој интейк на следна прашања, имам систем кај што со вештачка интелигенција го спојувам, кај што ми помага да за известни состојби на свеста, известни фреквенции, значи влијаат и помагаат на тие состојби на свеста. Се тие фреквенции во мојот јазик, музички, се известни ноти во опсекот, значи на музичкиот опсек. Така да имам од една страна увид кои
фреквенции тебе би ти биле полезни со поглед на твојот склоп. Имам интуитивен дел кај што јас се поврзувам со тебе, како што по филмовите се поврзувам со карактерот што ги прави, за кој што работам, и тоа е спојка од интуиција, наука и ти добиваш едно парче на музика која што има филмски карактер, има фреквенции со бенефит за твојата благосостојба и дури самиот факт дека некој легитимен композитор напишал парче музика за тебе е веќе убаво чувство, некој да ми напише. Самото по себе е убаво, предизвикува едно чувство на благосостојба. Сега тоа кога ќе го споиш и со таргетирана персонализираност на оваа музика, мислам дека се создава едно парче на музика кое што тебе секогаш во сите најстресни состојби или ситуации во животот, кога ќе го затвориш очи, ќе го слушнеш, некако те како да го кажам истинскиот збор, те синхронизира со самиот себе. Односно те подсетува кој ти стварно си и дали ова има некаква вредност. Мене ова што ти се случува, дали има некоја вредност да се стресуваш. Мене има многу ми се свига, има една теорија, односно не теорија, еден пример кој што е исто така добар пример за ресетирање. Вика, стаи се, во некоја тешка животна ситуација или тешка ситуација се генерално во животот, или ти мислиш дека е тешка ситуација и треба да направиш некаква реакција на тоа. Стаи се во 10 минути до 12. Во 12 завршува твојот живот. Ки ти биде битна таа ситуација и ти како би ја решил таа ситуација во тој момент. Епа така реши ја сега. Затоа што на некој начин се ресетираш од сите влијанија и се насочуваш чисто на ситуацијата и на проблемот, без предрасуди, без... Така, ова парче музика што е персонализирано, исто така одеднашка ти ја покажува, тоа е репрезентација на твојата личност во парче музика која има фреквенции и тема, некаква музичка. Така да мислам, самото тоа дека доведува до едно ресетирање на твојот систем и мислам дека е многу полезно секој да го има тоа свое парче музика за кое што ќе може да се врзе во секој момент на тешки ситуации, на ситуации кои си во криза, не знаеш како да ги пребродиш. Кога ќе влезеш во самиот себе и се вратиш на самиот себе преку ова парче музика, мислам дека многу по чисто можеш да размислуваш, многу по-добра одлука можеш да донесеш во животот, поготово кога се работи за големи одлуки, но и во секојдневието. Така да мислам дека е ова некоја идеја која што ја развивам уште пред да тргнам за Америка, пред 27 години ми дојдоа првите идеи како тоа да се направи персонализирана музика за човек врз база на психоанализа и интуиција. Тоа секи идемо онака како што сакам ја стално кажувам, бидејќи стварно прво го објасни, навистина е онака, не знам, баш што викаш, нема боле да земе да некој да ми направи музика за мене, кај што кога ми е тешко да ми ја слушам и да ме смири, да ми даде некој така натаму. Бидејќи ти предежно кога ќе отвориш сега и на YouTube и вамо имаш ти онаква музика направена во трајање од 3 часа од типот смут джез, не знам, или медитативна, за спиење, да. И така натака. Прашањето ми е прагматично. Од тоа што си го учел и како е процесот на правење за мене, еве кој што викаш, јас сум тој сега кој доаѓа кај тебе, како е процесот да направиш музика за мене и да имам, како е целиот процес? Процесот е следниот, да речеме веројатно после емисијава ќе ги интересира, веројатно претпоставам голем број на луѓе ќе се јават кои не би сакал да има персонализирана музика за себе, кој ти е тешко кола си ја пуштам или кога трчам или да речам дуке ми треба музика за да се смирам, ми треба музика да ме направи добар муд да имам, трчам, спортувам. Значи, ако е таква приказната или само се темели на следувачкиот момент? Да, ова е музика која те враќа во себе, значи те си доаѓаш на свое, што би се рекло. Одлично. Објасни ми го процесот како е. Јас сум музика клиентот. за ова што кажеш ти е музика за расположение, тоа е некоја друга приказна, да. Тоа да го разјасни. Во овој систем, значи ателје на резонанса или да резонанс ателје. Јас сум клиентот.
Значи почнува прво се запознаваме, правиме некоја Добро. основна комуникација, Така. решаваме дека го работиме тоа, значи го добиваш тој систем на прашања за кој што не треба да сме еден до друг, тоа ти стига по имейл. Какви се отприлика тие прашања? Па Како прашањата гласат, например, отприлика прашања? психолошки се прашањата во смисол на Грубо неколку не мора сите Па, тама. например, на работи што например, моменти во детството што ти оставиле некаков белег, например, момент во детството што најмногу ти оставил белег и некоја ситуација. Како се чувствуваш во известни, ако се случи ситуација таква и таква, какви се твоите чувства. Има тука доста мислам, ова е ептен дискретен процес, бидејќи има доста интимни работи кои што ќе Да, јасно. ќе мора човек да ги каже за да вистински дојдеме до натрешноста, значи да се ослободи од некои внатрешни работи, значи прашањата се доста психолошки во смисол значи да си отвараш душава на некој начин, нешто што можда на психијатар кога би отишол би добил такви прашања, значи многу поблаги се, значи не влагаме тука во некои тешки психолошки моменти, но преку тие прашања си ја кажуваш, односно ја дискретно си ја отвараш својата состојба на свеста и си отвараш својата длабочина кои си ти работи кои што ти го промениле животот или кои што многу те повредиле и после значи си работел на тоа, значи има прашањата се во тој смисол, значи се Овде е добра симбиозата, бидејќи ти си пред си доктор, во исто време долги години си со музика, што викаш од кога знаеш за себе. Затоа сакав идејата зашто толку навлегувам во оваа твоја работа, да се покаже дека ова е навистина има медицина во приказнава, дека не е ова ти правиме ние некаква музика која што не е, во буквално и затоа и го потенцирам прашалникот и каде колку треба ти да навлезеш за да направиш таква персонализирана музика. Малце абстрактно звучи процесот, така кога го кажувам и тоа го разбирам, баш вчера имам само што отворив пред неколку дена Инстаграм профил само за проектов The Resonance Atelier и баш еден коментар имав од еден пријател од Америка кој што е филмски режисер и баш ми рече вика колку убаво си го опишал нешто што во суштина е абстрактно да го кажеш, бидејќи не е нешто што постои и лесно ќе го објасниш, да дадеш пример, како тоа или како ова, специфично е, но еве да продолжам со описот, значи имаме прашалник, значи имаме прашалник, тој прашалник го добиваш од мене. Ја ги добивам одговорите. Така. Врз самата база на одговорите, значи ги читам, добивам една слика каков карактер сум, за човекот, за проблемите и за се. Потоа имаме еден систем со вештачка интелигенција кој што врз база на тие одговори вештачкава интелигенција навлага во сите науки, источни, западни медицини и од нив ми вади фактички буквално одговорите и ми ги претвара во нешто што личи на филмско сценарио, што мене ми е веќе познат формат. Значи он ти го дава тоа и ти на тоа лепиш, правиш музика. И заедно со сценариото ми дава и фреквенции кои што би биле полезни за тој човек. Така да фреквенциите ми даваат еден репер во кои рамки можам да се движам, да речеме хармонски. И затоа се вика резонантен идентитет, методологија на резонантен идентитет. Така си ја крстив. Кај што јас значи добивам некој репер во кои фреквенции, односно кои ноти, кои тоналитети се полезни и ти одговараат на сето тоа што го носиш на твојот профил. Од друга страна сценариото, ако можам да го наречем, значи што го добивам од врз база на овие прашања, ми дава пак еден познат за мене формат, кај што навлагам во карактерот интуитивно, читајќи во сценариото и така да со сите овие сегменти добиваме на глобална слика за тој човек, добивам фреквенции и потоа во студио, а може и тоа и онлайн, уствари, не е битен студиски микрофон, може и на компјутер човек да сними. Значи, ми требаат вибрации од твоето тело во форма на ом, кај што ти вибрира целото тело, и ми треба снимка од тоа и ми треба снимка. Тоа се снима кај тебе или он сам го снима? Ако е во Скопје, можеме да го снимиме кај мене, ако е надвор може да се сними, може, пошто денешните компјутери имаат генерално одличен квалитет. Да телефон или како и да е. Воздишки, ми требаат неколку воздишки, онака ми треба
тој звук и ми треба звукот на ом, на вибрација, значи воздишка и вибрација на телото. И сите овие што ги спомнав сегменти, значи ја имам веќе еден лејаут, еден темплейт врз кој што можам да го креирам музичкото парче, кај што ги користам овие сите елементи ги користам за да создадам едно парче музика, кое што има на крајот филмски карактер, медитативен карактер, значи има некоја симбиоза од филм. Во каков тип на може ли дефинираме каков тип на музика влегува? Па мислам нека филмска музика би било најблиско. Некој спој помеѓу филмска и медитативна музика е. Во секој случај поентата на парчето е да те смири, да те врати во себе, бидејќи преку парчето некојаш се губиш себе, знаеш кога кажеш влагаш у премногу хаос во животов, се губиш вистинското ти, се губи во проблеми, во ситуации, во немир, во се што те обкружува, со што се бориш низ тек на ден или година или живот, не е битно. Значи, ова парче музика, целта е да кога го слушнеш, се вратиш на својот корен, се вратиш во самиот себе и ја почувствуваш личната вибрација која што ти е основна и во која што се чувствуваш коренот го чувствуваш, значи се чувствуваш grounded, приземјен. Колку трае? Па јас ја правам, мислам, тоа може да варира траењето, но генерално јас ги правам од 5 до 8 минути најмногу да траат и карактерот бидејќи е филмски карактер на музиката, не е репетитивна музика како поп музика например, што е. Можеш во луп да ја слушаш повеќе пати, не е нешто што ќе ти здосади да ја чуеш. Претпоставам ова е на светско ниво е доста актуелно, овој тип на персонализирана музика или не сум, мислам, мене ова ми е некој процес кој со години траел за да стигнам до ова. Така посебно. Дали знаеш на светот дали истото го прави некој друг? Па лично не познавам. Лично не познавам некој што го прави баш истово, бидејќи многу проблемот во тоа поле што луѓето што се занимаваат со звучна терапија, да речеме, се повеќе од полето на не се музичари. Се луѓе кои што се повеќе од полето на медитација, јога и тренери, така. Да, во тој дух, а не се музички подковани толку. Так. А тие пак што се музички подковани не се занимаваат со ова, дури можда и го сметаат за... Да, симбиозата пак ќе кажам, бидејќи си доктор во исто време на медицина и ова... Да, ја порано се чудев, знаеш, секогаш знаев дека се што се случува во животот, секогаш верував дека ти се случува со причина. Сите случаи во животот, што студираш, со кој се дружиш, се што правиш, ништо не е случајно, со други зборови. И ми требаше долги години да сватам, зашто сум секогаш знаев дека медицина не сум студирал за џабе. Знаеш, многу често ќе ми кажале луѓе, 6 години утре, па мене ми беа тие најубавите 6 години во Македонија. Значи, запознав луѓе како тебе, запознав еден куп пријатели со кои денеска би се фамилија. Значи, стварно си поминав прекрасно, не да, медицината знае да плени по принцип, да, и имавме ние убава генерација, бевме така, убави луѓе имаш во нашата генерација и така ни беше и социјалниот живот преубав и медицината, мислам, баш често. Убаво што го правиш по принцип, затоа и една од причините зашто стварно многу години се знаеме и кога решивме да направиме оваа емисија, бидејќи мојава конкретна емисија е медицинска емисија, нема, мислам, баш правим некаква симбиоза меѓу медицината и други работи. И кога го кажат и ова споменен, затоа и сакав да го направиме како разговор, сметам дека има, ако постои персонализирана терапија, зашто да не постои персонализирана музика. Да. И дали сметаш дека колку пати дневно ти би препорачал дека треба да се консумира тоа? И во кои моменти би било ова не е нешто што сега ти треба да конзумираш, не знам, нон-стоп да ти е на луп. Значи ја обично кога ќе ја завршам музиката, значи процесот е да го опишам, значи кога ќе ја завршам музиката, луѓето го добиваат тоа парче музика со во големина на една страна, на пример, инструкции. Мислам, тоа не се инструкции, повеќе објаснување за што се случува, но генерално го препорачувам, ако медитираат, може да им биде тоа музика за медитација. Ако не медитираат, може да биде или од сабајле порано или навечер пред легнување.
да се музика која што те враќа на твоите на твоето вистинско јас, на твоите корени, на корен на твоето постоење и те изолира од оној шумот на денот, значи 300 работи ти се случиле, така да те балансира и те штима на некој начин, се враќаш на својата фреквенција на некој. Значи, дали сметаш дека таа може да се промени или еднократно е по тебе? Бидејќи ова се пионерски е што го кажуваш, нормално се пионерски чекори на некој начин. Апсолутно, да, се пионерски чекори. Дали сметаш дека таа може да, пример, ја конзумирам година, дена, две, не е битно, дали сметаш дека може да се промени во текот на мојот живот, ќе треба нова да направам? Бидејќи ти ги имаш веќе податоците мои психолошки детство и како ги дефинираше, дали сметаш дека таа може да матурира, да еволуира? Мислам, технички може да еволуира, ама сметам дека не е нешто што е временски поврзано. Прво самиот... Значи, лего како хронична терапија. Па како хронична терапија му доаѓа, да, персонализирана хронична. Затоа што е импринт на најдлабокото јас во тебе. Јас верувам дека човек се менува, нормално се менуваме сите низ животот, ама длабоко внатре остануваме, значи има еден кор во телото, еден центар, со кој што ти се раѓаш и кој што у суштина низ животот многу малку се менува. Еве, ја имам две деца, значи двете родени под ист кров, со исти родители, по исти услови, они се толку различни, значи како карактери, да човек се раѓа со карактер. Да, човекот едноставно ти фактички многу мали модификации, ти правиш културни модификации, јади со ножи вилјушка, не знам, ова е културно, ова не е културно, значи културни модификации можеш да правиш, но модификации на карактерот каков што е, човек се раѓа со карактер и до крај на животот го носи тој карактер со тебе. И сметаш и музиката што ќе се направи така да сметам да тоа парче музика да останува како еден импринт на длабоката свест, значи бидејќи низ овие прашања излага од тебе не е моменталната состојба, него кажува за тебе како личност, односно го опишува твојот карактер повеќе, врз кој се базираш, и ја повеќе ја доживам како еден центар во кој што ти кога ќе седнеш, кога ќе ја слушнеш со затворени очи, ќе се опуштиш, се враќаш на самиот себе, на оној што си. Бидејќи мислам дека секој се раѓа и до крајот на животот носи една суштина во себе која што многу малку може да се промени на животот. Да, бидејќи ова не иде, емисијата не иде лайв, паралелно со текот на разговорот ќе ми дадеш едно парче од делот музиката, чисто да слушнат кој правец иде музиката, за да од некој од друга особа што е направена. Може на тебе. Не, мојата ќе ја знаат тогаш. Уште едно прашање ме интересира овде, ако веќе ова одиме кон правецот, се малку ќе излеземе од тоа, бидејќи мислам дека многу убаво го објаснива и тоа што и јас сакав да го дознам и што ми беше мене интересно да го знам. Бидејќи ние кои се договаравме, рековме ова да го ставиме спонтано, да го кажеш на емисија, буквално и мене да ми биде изненадување. Дали сметаш тогаш дека сите овие, ако ова е тоа што треба нас да не смири, да не однесе во некоја зона кај што ние ќе бидеме смирени, ќе најме некаква своја тој мир, да кажам поедноставно, дали сметаш тогаш дека бучавата и несоодветна музика може да не однесе друг правец? Апсолутно. Овие сите звуци што се слушаат и апсолутно, ние сме сега бомбардирани од звуци деноноќно, значи од звуци на улица до звуци секаде, значи кај што одиш има звуци, влагаш музика, трешти негде, поминуваш друго место, друга музика, трета музика. И тоа него ни приметуваш додека се движиш, а тоа све остава траги веројатно. Отрпнуваш по некој време. Во Њу Јорк живеев скоро 20 години, значи тоа е, мислам дека нема поголема буча во тој град. Да, шо. И едноставно мислам дека и самиот систем физичкиот, односно самата физиологија на телово си има систем кој што за да заштити на некој начин почнува да ги игнорира. Че се навикнува дека сите тие звуци почнува да ги игнорира и више не ги ни преметуваш, што од една страна те заштитува, ама од друга страна те отапува, бидејќи го губиш сензибилитетот
за фокус, например, некој звук да луѓе што живеат на село, например, секој звук го слушаат, го обзервираат, го чувствуваат. Кога живееш во град и во мега урбана таква средина, едноставно луѓето пално отапуваат на звуци со цел да се заштитат и тоа е, мислам дека не е добро за систем. Дали тебе може, како композитор кој што на некој начин живееш од тоа, дали сметаш дека тие бучеви може да ти го оштетат слухот, не на медицински, да ти го оштетат да не слушаш, туку да ти ја сменат перцепцијата за... Па види, јас секогаш избегнувам, значи, такви бучеви. Нормално дека сум идол во клубови и Така да, сите јас. тие работи, но умерено, значи, никогаш не сум претерувал. Во Њу Јорк имав среќа да живеев баш најголемиот период кога што го поминав во зградата, живеев позади, свртена према дворот и и живеев на помала улица кај што нема коли промен, не живеев во гужва, живеев во Вест Вилидж кај што никогаш не беше помирно и плюс живеев позади од зградата кај што беше уште помирно. Така да релативно бев заштитен од такви мега бучави, но секој пат кога отидев во Мидтаун, значи тортура од звуци, од свирки, звуци и се. Така да, тоа секако влие и не влие добро на луѓето генерално кога се ти изложен деноноќно на таква бучава. Мислам дека звуците и фреквенциите многу влијаат на благосостојба на човекот. Стварно, нека баш ми е одлично, мислам до сега. Ова е стварно пионерска работа и мислам дека ќе има огромен фидбек и кај нашите гледачи, бидејќи не се гледа само во Македонија, се гледа и надвор од Македонија. Видија долго време овој ми е идејата за овој проект уште пред идам за Америка. Низ годините, како што ти спомнав, значи во Бостон работев со аутистични деца и во Њу Јорк исто така, на NYU. Па поготово мислам на децата, дека ние овде збориме и за луѓе кои што нема... Тоа е друг сегмент, така. Да, јас зборам за нормален начин. Не, ама тоа е одлично на деца кои што имаат посебни потреби, ти да можеш да направиш музика која што тоа дете дефинитивно те возиш во кола или не знам, пред да спие или сабајле кога се буди, ти да му пуштиш персонализирана музика која што него треба да удира до фреквенциите во мозокот кои што дефинитивно ќе го смируваат, мислам дека дефинитивно има огромна идеја. Апсолутно, значи мислам дека ова што го опишував до сега беше повеќе процес за било кој човек, значи нормално и подобро е кога е барем зрел сега. Така. Не е ова за деца. Ова треба да имаш некоја зрелост, да си поминал некои потешки животни ситуации, да онака и наблага во психологија кај што треба да има поразвиена. Кај децата мислам дека е друг сегмент, но апсолутно е енормно. Ја во Бостон Па на YouTube никој ќе отвориш, они вадат канали, они општи пак што збориме, не базични музика за деца со аутизам. Но убаво и да се персонализира такво нешто. Да, ако можеш тоа да го персонализираш, уште побаво. Со деца, например, во Бостон работев во еден институт за аутизам и со децата имав цел семестар траеше програмот, со секој од нив направивме музика, кај што детево пее најдобро што може. И ја после тоа со моите способности со компјутеров да поправам нешто, да направам и правевме композиции. Сега тоа бе едно 10-15 деца и направивме 10-15 композиции кај што они пеат. И тоа беше таква благосостојба и на крај родителите дојдоа и им ги презентиравме на сите родители, им ги презентиравме музиките од децата. Мислам дека беше на општа благосостојба и кај родителите и кај децата. И мислам дека сите такво влијание многу фактот дека децата се инволвирани во процесот на креација на парче музика, со својот глас, некојаш свират, значи некако гитара, некој инструмент, мислам дека е многу убаво влијание и многу повеќе, бидејќи зборуваме за состојба на аутизам, значи многу повеќе ги враќа ги спојува со оваа реалност на подлабоко ниво. Така да мислам дека тоа е сосема друг сегмент, значи од ова што го зборев до сега, но е еднакво важен да таа музико-звучна терапија да биде применета и кај нив, а кога би се персонализирала исто така мислам дека би имал уште посилен ефект. Зошто некоја мелодија едноставно може да не врати, не знам, во некој период во животот, не знам, на некое место, на некоја личност не потсетува? Од каде доаѓа таа по тебе, да кажеме, можност на музика?
Музиката, значи, не е само нешто што го слушаме преку ушите. Таа конкретно мелодија што те врзува со време, например, еднаш ако таа мелодија се слуша во момент кај што се поврзува со емоциите, значи кај што имало силен емотивен момент, не знам, музика од младоста или музика што те поврзува со родител или со прва девојка во животот или прво искуство во животот во нешто, кај што има силна емоција, тука се ствара еден линк кој потоа и да ја чуеш таа музика по 50 години, во момент Тоа е фасцинантно. Фасцинантно е тоа, ти ги враќа, значи, не само чувствата, туку дури мириси ти враќа емоции, може да те расплаче. И интересното е што тоа се случува побрзо отколку значи рациото не е толку брзо колку што музиката влијае директно на емоциите. Така да ти прво реагираш, а после процесираш некојаш зашто си реагирал. Така да е многу силна конекција се ствара меѓу емоцијата и музиката, се врзуваат со тој временски период и до крај на животот остануваат во таа симбиоза. Што се случува во првите секунди кога мислиш? Кога ја чуеш? Дали е интонацијата, дали е фреквенција, дали е звук? Да, мислам дека е процес кој што не е само преку ушите, него целото тело едноставно ја чувствува како вибрација, како сеќавање, како меморија и ти активира еден цел систем, биохемиски систем во телото, на хормони, значи се минуваат комплетната состојба во телото, соодветно од дразбата надворешна, во случајот музиката, така да тука како некој безвременски импринт во мозокот, тија значи може да ти направи комплетно друга состојба на свеста. Затоа например некојаш луѓе сакаат да се навратат, иако може да ти направи тажно чувство, пак те ослободува од некои емоции и ти прави Како мислиш дека влијае на емоциите? Па, мислам дека музиката се врзува директно со емоциите, многу повеќе него со рационалниот дел од човекот, односно емоциите и со интуицијата, интуитивно ја чувствуваш. А дали е поврзано, да речеме, сметаш дека музиката делува хормонално, невротрансмитерите? Апсолутно, значи, па добро, хормоналното влијание ги прави сите овие, значи, не знам, например, окситоцинот, почнува да се лачи окситоцинот, чувствуваш поврзаност со таа личност со која што таа музика ти била, или ти се јавува серотонин, некоја состојба на благосостојба, на среќа, одеднаш кога те облива, кога чуеш известна музика која те врзува со тој момент кога ти си доживел силна емотивна состојба на среќа. Или тага може да биде било која. А дали сметаш дека некоја песна може повеќе те смири од одреден разговор? Дали може да се исклучиш, да речеме, место да седнеш да разговараш со некој, дали сметаш дека песната може повеќе те смири него разговор? Апсолутно, мислам дека ова продира многу подлабоко од зборовите што може да продадат, бидејќи влага во една многу подлабока состојба и на подсвест дури, бидејќи вади од тебе работи кои што можеби стојат скриени длабоко, а не си ни самиот свесен. Те поврзува повеќе со самиот себе, со вистинската состојба на твојата свест. Така да влага, има некоја сила на буквално сечење с тебе, како линк, фреквенциски линк на тоа парче музика со твојата подсвест. И мислам дека кај што зборовите не можат да направат, не можат подлабоко додат, таму почнува музиката да навлага уште повеќе. Така некоја песна од детството, например, што ти ја знаеш, може да ти разбуди во секој момент од животот, да те извади од некоја состојба во моментот предизвикана од некоја моментална ситуација и да ти избалансира и да те врати во некоја состојба на мир и благосостојба и среќа и чувство на поврзаност. Дали мислиш дека може да влијае на оние медицински параметри од типот на пулс, крвен притисок, дишење? Апсолутно, да. Телото е прво ние сме секако во една ритмична, целиот систем човечки е во една ритмична, значи срцето си има ритам, целиот систем на човекот има ритам и има тенденција, конкретно срцето и пулсот има тенденција да се спојат и да се регулираат со музиката. Например, ако слушаш музика која што е со поспоро темпо, да речем, и поспор ритам, има некоја емотивна содржина, може да те спушти, например, ако е медитативна, може да те успие,
Ако е пак динамична, одиш во клуб и имаш електронска музика, комплетно ти го менува биохемискиот состав во тебе и те става во друга состојба на свеста, каде што се убрзуваш, се успоруваш, така да нашиот ритам има тенденција да се усогласува со ритамот на она што го слушаме и што го чувствуваме во телото, бидејќи клуб е добар пример кај што имаш појака звучна вибрација, значи ти во телото го осеќаш ритамот, не само преку уши, туку преку целиот систем ја пиваш во тебе. А како мислиш дека влие на оној систем кој што ние не го контролираме, од типот на автономниот нервен систем? Како мислиш дека може да влие на, дали може да влие на автономијата? Паралелно на сите овие работи како што се да има некаков да речеме баланс помеѓу стрес и смирување. Апсолутно, значи мислам дека уствари е најдобар момент кога сме во стресна состојба, а се изложиме на музика која прво може да е музика која не поврзува со среќен момент во животот, среќна меморија, нешто со кое што сме длабоко, например, со родител, со детство, со некој момент може комплетно да не извади од тој стресен момент и да не избалансира со самиот ритам и со самата конекција меѓу тоа парче музика и таа меморија што ја носи, така да ни ја менува биохемијата на организмот во моментот и може да не извади и да не смири. Сега не можам да тврдам тука, не ја тврдам музиката како лек или како медицина, но као суплемент. Као суплемент би било по приближно, како што може да многу да влие врз тоа, така да многу е битно, мислам, и децата, уште од најраната возраст, со каква музика растат. Значи, дали се они, посебно во формативната фаза, дали се изложени на позитивна, негативна, емотивна, каква музика се изложени. Например, ја во случајов како дете бев изложен на многу емотивна музика и мислам дека тоа многу ме оформи во животот. Татко ми свиреше клавир дома, слушаше така музика некоја од 60-тите, 70-тите години, така со многу племенитост и емоции и мислам дека тоа многу ми влијаеше во формирањето и како човек, и како композитор и во сите сегменти на моето живење. Тој дел вибрира во мене и ќе постои до крај. Добро, тогаш интересно е, Ван, да речеме, дали сметаш дека денешната музика, ова што е да речеме модерна, бидејќи еве ние сме од едно некое да кажеме друго време. Ти еве конкретно кажуваш дека на тој начин што си растен дома, некој е растен со ваков тип, е растен со класична музика, трета растен не знам со забавна. Порано беше трендовски, не знам дали ќе слушаш хеви метал или ќе слушаш поп музика или рок музика. Дали сметаш дека одреден тип на музика може да те однесе во правец позитивен, некој да те однесе во негативен правец? Апсолутно мислам дека видот на музика И дали постои права музика која што сметаш еве од најмала возраст дека може да не зборам на деца кои што релативно имаат проблем, туку еве да збориме за некакво нормално детство. Каков тип на музика сметаш према тебе најдобро да му ја дадеш на детето? Или дали он тоа што сака да слуша? Во детството не можеш се уште, мислам, да знаеш, бидејќи човекот не е се уште оформен. Убаво е да му даваш квалитетна, емотивна, да речеме, да му направиш влијание со позитивна и квалитетна музика е многу убаво за развојот. Но подоста како што се форматира човекот и се формира како личност, мислам дека за една иста музика може различно влијание да има врз луѓе. Значи, зависи како се форматирале, како се оформиле и каква им е перцепцијата, значи секој има различна перцепција, различно ја слуша музиката. А од друга страна пак тоа е тотално неповрзано со дали некој ја познава музиката како теорија или како научно или било како дали ја познава. Значи, тоа е едно природно влијание има музиката, некојаш се среќавам со ситуација кај што луѓе мислат дека треба да ја разбираат на некаков начин музиката. Тука не е нешто што треба да го разбираш, него треба да ги отвориш, само да се отвориш кон слушање и изложеност на таа музика и музичката фреквенција што ја носи, за таа да го направи своето влијание. Мислам дека е многу битно децата од рана возраст поготово да бидат изложени на квалитетна музика, а скоро читав и научни студии колку е убаво, дури да не е тоа професионално,
децата да свират инструмент, да се дадат во музичко школо, бидејќи многу влијае во формативната фаза на формирање на интелигенција, на самиот развој на мозокот, многу поубаво, значи по длабок развој има кога има некаков инструмент, бидејќи дури еве клавир, да си поврзување на левата и десната рака, значи координација на, значи не моторика, има огромно позитивно влијание врз целото тоа, плюс и на тоа да го ставиме, значи ова збориме за физички, ова координација, моторика и емотивниот развој, значи тука мислам до сега навистина имавме, уживав навистина емисија и многу сакам кога има некакви пионерски работи и поготово кога ќе ги споделиме овде, бидејќи знам сигурно ќе биде гледана емисијата без разлика што ти си познат од тоа што го работиш многу години, али ова е навистина влегуваш во едно поле кај што правиш таква една симбиоза помеѓу медицинава и музикава и ми е многу драго. И што прв пат кај мене ќе се сподели тоа. Моментов што ми е битен, на сите наши мои гости го потребувам, а овде веројатно има огромно влијание. Вештачката интелигенција, артифишијална интелигенција. Како би дефинирал уопште во музиката како ја гледаш вештачката интелигенција и конкретно кон ова работа? Види, вештачката интелигенција Само дека одем длабоко навлезе во музикава е неверојатен феномен. Значи, ја за музика правење не ја користам, ама имам проучено, пошто е 3 години веќе редовно. Секојдневно ја користам за се. Значи, од психијатар ми е до мајка и татко, до све, буквално советник за работа, за се, во секој сегмент на мојот приватен и професионален живот е застапена. За музика е отидена толку многу далеку да не ми е ни мене сватливо, а уште помалку на некој што не е од сферата на музиката, бидејќи што е уствари и не е толку добро од страна на тоа, затоа што мислам дека убива ентузијазам кај млади луѓе што сакаат да почнат да се бават со музика, бидејќи за 30 секунди до 60 секунди ти произведува парче на музика која што е со емоција, со смисол, со тежина, со се и ја прави малце. Ти можеш да направиш фестивал за 1 сат. Буквално за 1 сат со оркестри, аранжмани, со феноменални гласови, значи со све. Комплетно, значи вади готов продукт за 30 секунди, нешто за тој продукт ја да го направам и да го снимам и да го донесам. Треба месец дена. Ми треба месец дена, буквално со цело мој искуство што имам. На ова му треба 1 минута. Значи не мртва трка е, не фер трка за не фер, да. И сега можам да замислам на некој што почнува, веројатно нема да биде толку добро влијание, освен ако си толку ентузијаст и толку си ја сакаш и од кејф си ја свириш, и мислам дека полека ќе навлезе во сите сегменти од забавна до филмска и веќе е навлезено уствари во сите сегменти, ама ќе биде. Ти напомена дека и во твојот проект што го правиш. Сега во мојот проект ја користам медицинскиот повеќе момент. Да, во мојот проект, значи за музиката воопшто нема никакво влијание. Има влијание да ми ја претвори тој прашалник, да ми ги претвори одговорите во формат кој што личи на филмско сценарио. Така, го кажат. Затоа што јас сум пак со тој формат многу ми е познат и долги години го работам во формат на сценарио и многу полесно ми е интуитивно да влезам во приказната на тој човек. Така да, од друга страна пак исто така од сите научни истражувања ми ги вади информациите и ми ги дава тие фреквенции што би биле полесни. Кои што ќе така да ми дава мене на еден начин еден темплейт, азбука буквално со која што можам да работам и сега тука ја после ги додавам сите други елементи, нели, снимам, пишувам, се инспирирам, тема правам, фреквенциите што ми ги дава ги користам. Значи, мојот дел си го работам, а ова ми е како гениален асистент кој ми асистира во целиот процес. Мислам дека е многу сериозна алатка, значи веројатно на секој би му била сериозна, зависно од полето. Мислам дека од друга страна и многу алатка која ќе уништи многу индустрии. Например, сега више не треба да си програмер за да направиш било што. Значи, со еден промпт ти прави апликација. Развојот е, посебно
Значи буквално на Едноставно дневно колку е добро не значи те плаши. Значи, на дневно ниво развојот е онака 2 недели ќе провериш се десиле 10 нови работи, значи отишол софтверот напред. Сега баш експериментирав, правев вебсайт. Значи тоа е суреално за колку убав значи аутпут има само со давање на промптови. Значи само јасно треба пред се да имаш прецизна идеја што сакаш. Во мојот случај, на пример, ова што го работам за ателје резонанца, значи како тип на персонализирана музика, ми помага во превод, односно во трансфер на психолошки одговори во форма која што личи на филмско сценарио и ми дава фреквенции. Значи, можеш да ја користиш во сите можни форми, ако прецизно знаеш што ти е идејата. Значи, ако сакаш вебсайт и прецизно знаеш што сакаш, како да изгледа и прецизно го опишеш, а сега баш вчера читав, еве сега кога сме на тема, тоа се вика нели промпт. Ти сега на промптот му даваш дирекции што да прави и он ти го прави, па после додаваш нов промпт, викаш сега ова е добро, сакам там, му кажуваш. Сега постои нешто што се вика луп, као луп, кој што е next level после промптот, кај што ти му задаваш финална некоја задача, со 5 точки има кај што му кажеш, што ми ги опишуваш за финалниот продукт, и он сам си дава промптови, средува, сам проверува, добро е, ми фали уште ова, па иде нов промпт, и он сам го прави целиот процес, и на крај ти само ти дава финален, среден продукт, проверен. Значи, сакам да кажам, прогресот на вештачкава интелигенција е дури тешко да се прати, од што толку брзо еволуира и се развива. Може да биде и нормално, како и се, и како и интернет и секој излезе, да биде и позитивно и негативно. Значи, може некој негативно да го користи, пошто тоа е огромна моќ дадена на светов. И сега, во случајов мој, секој, да, така да треба внимателно, затоа многу луѓе предупредуваат, нели Илон Маск и за вештачка интелигенција, дека треба некаква контрола да ја се стави. Јас се согласувам со тоа, но е неминовна и тоа е нема како да нема назад. Неминовна, тоа е патот на иднината, ставно. Така да мислам дека е голема моќ му дава на секој човек, но сепак во тебе е идејата. Значи, ако имаш многу добра идеја, ова може да ти помогне во реализација која што пред 10 години или 20 години не била баш така едноставно изводлива. Ова може сега да биде многу едноставно изводливо, ако ти идејата прецизна. Тука ја стварно чекам персонализирана музика, иде во емисијата да видиме како тоа ќе звучи. Ти благодарам што беше мој гостин и што се видовме во овој формат денеска, иако се дружиме ние и приватно, без разлика на тоа. Така ти благодарам што беше. Почитувани гледачи, се гледаме наредната недела со нов гост. Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe.